Сега ќе дојде Давид тука да средваме. Ќе треба креваме да преместуваме стандарда што секогаш јас правам кој ќе преместувам работи и кој ќе демолирам дома. Сите се собраа да опречекат Давид. А видиме дали е Давид. Едниот и единствен Давид Дачо. Сите те пречекај, гледа едната мачка, другата. Кај си бе ти? Види го. Сега треба прво да направиме уште една ваква застилица со овај нож што не знаете колку многу сечи. Ете го имам ова ливче и ќе пробаме да сечиме. Не е можно колку сечи. Да видиме колку брзо ова ќе осечи, не знам од кај кога го обележав. Ви само вртам, не правам ни вака, гледај. Како е можно толку да ја сечем? Турска сабја, бе, ти рекол. Буквално, малце е валкан. Джабе го сечев. Добро, битно кажавме колку е добар нож. Колку е добар. Се ова што се наоѓа овде треба да биде мигрирано на ова маса. Така да ќе треба малце преместување, правиме од таа положба на Ова сето на ова маса. Чек, леле, ливчина паѓат. Кога ливчињата паѓаат. Иначе кратка историја, ова метро е постаро и од мене и од тебе соберени заедно. Нема, ова е најстарото метро. Беше 2 метра и со текот на времето стана 1 метро. Сега, да се зафатиме ние за работа. Од кај да почнеме? Тука нема почеток. Не знам Ова што треба се почни ова. Што правиш? Некогаш си влегва во овој пакет. Ко беше помало, сега не знам дали го бее. Ела Буцко, ќе му поможиме малце, влези. Влези тука, не се плаши. Со малце труд. И влезем натре. Буцко! Еј, види го. Како цирка! Буцко, можеш да излезеш сега слободно. Да го истреса. Неки. Кај е ножето? Абе, Буцко се саглави на Чекај, Буцко, сега не се плаши. Абе, ќе го исечиш. Абе, едно време само влегваш, ама сега не знам оти вака се заглаве, може порасно. Или пак неки воопшто да излезе. Или кеф му е да седи. Не, бе, неки да излезе. Не, сака да седи во кутијата. Види го, брат, како седи. Можеме да ги тргнем овие емисија со некои калкулации. Венчето да го тргнем. И ова е многу старо венче. Тоа е исто ладно оружје. Ладно Сечи оружје. исто како тој нож. Top 10 banned weapons from Југославија. Не сака да стигнате. Не знам зошто од ова се плаши. Тоа шо е, Топ јас се плашам од тоа. Шо се тие, бе? Овие се за да ти ги топлат нозе. Ги клаваш и се како кученце. И кој ќе се движам Море и јас се плашам од тоа. гледај, кој ќе се движам вака низко онака и Буцко кој ќе биде тука и вака кој ќе ода ми бега од. Ела Буцко, сега одма замина негде, ела, дојди. Абе дојди, ајде. Ете го. И сега гледај. Си шеташ, замина. Да, Буцко, ела, гледај. Одиш и бега од мене. Не знам зошто. Кај појде, бе? Абе го. А ги има допирано, онака има... Па ти ја се плашам од авие, види колкави се. Не знам колку време снимаме, уште немаме ништо преместено. 8 минути. Чао, брат. Се надевам дека сега ќе биде потивко. Тука се 90% од работите за фрлање. Не 90, само полу од работите. Се надевам дека после ова ќе биде потивко. Нема да биде потивко. Добро, брат. Уште нешто да немаш да кажеш? Добро е. Знаете дека, иако ја имам новата маса тука, ми е чудно да се преместам од сето ова на ова. Сега овде да ви покажам како имам импровизирано. Цело време снимав простор и имав потреба од маси. Ја зедов ова маса, го кладов ова дрво и над ова дрво за да седи ја кладов ова маса. Шо е ова? Кој левел на импровизација е ова, кажи ми? Shit post е ова. Овде исто така можеме да видиме еден куп кабли, стандард, значи на многу кабли има глушец еден, глушец уште еден, така да и ова треба да се регулира понатаму. Прво ќе изајме масата, па после ќе ги разгледваме другите работи. Ова маса се држеше на гајби. И сега конечно ќе се ослободиме од овие гајби, нема поќе да ги има. Ова тетрадка мислам дека ми од 5-то оделение. Да, 5-то оделение, училишна и домашна по лектира. Ајде ми како И пишеш. 603. Ова е Па. Стале Попов. Па не е баш најсјајно. И Тарпео е ова. Не знам дали е нацртано од мен или ми поможе мајка ми. Не цртам вака јас. Леле, кој времења беа ова. Ова е некој ѓубре нешто. Шо е тоа? Страф ми е да го отварам, не знам стварно шо. Не знам како Не си го има отварам, најдено не не го го отварам. отварам. Например, ете, во внатре шо мислиш дека има?
За фрлање в гјубе? Не, ете, шо предмет има внатре? Што може да има? Имам режено молив внатре. Ти имаш лименка на. Мирисни како на вино мирисе. Ти лименка имаш натре. Епа, отиде не знам и јас. Сега ова исто ќе биде внатре. Сега дали знаеш зошто надолу имаше крпа? Вака. За да не излегва миризбата. Не, гледај. Значи ова е исто дел од импровизацијата. Например, си седиш тука на компјутер и ако седиш повеќе време на компјутерот И глада да е Импровиза деп overcome. Нема. Ништо нема. Океј, сега да пробам да ја кренам. Сам ќе ја кренеш. Бо, колко е тешка, не е може. Да ти поможам. Добро ја крена. Добро е. Маш. Овде Гајбите. Да, гајбите може дефинитивно да ја тргнем од тука. А ви тука шо е? Дали стеш на која? Креативно, брат. Не знам на кој. Ето уште ни 100 евро. И овие се фешки. И ови имат математичка задача да Не, овие се празни. Добро, копи пише тука. Копи. Да, не дека можеш да сетиш од тоа што ќе ја допреш дека не е Копи. вистинска 100 евра банкнота. Ова беше сјалица порано, сега нема. Море се имаш ти бе, креативни имаш овде Значи бомбончиња. викам на масата, кај што ми беше компјутерот немаше нешто што нема. Значи не знам, се што ќе замислиш може да најди. Има работи што ни јас не знам дека се тука. Ајде да ја крениме са масата. Ајде. Чекај, ќе ја крениме високо, ќе вајде ќе не собери. Ајде, јас ќе одам малце наваму, чекај. Чекај. Са, пушти ја ти нагоре да ја клајме некако. Така, тука нека седи, јас си велам. Сега ќе ги видиме вистинските мои цртачки способности. Се кријат во овој блок, дорчистевме го најдовме. Првата слика. Ова не е лошо реално. Ама шо е ова? Како зграда? Да, зграда, овие се стакла, ама не знам имаше некоја поента цртање. Втора слика. Па не е лошо ни ова. Мислам, според моите стандарди, ова не е лошо. Јас многу, да треба нешто нацртам, многу полошо би го нацртал. Не се. Ова не е лошо, реално. Ова е супер, ова е 10 од А ова, забранет лов во езерото, децата сакаат да гледаат да ачкат на риби. Ова е беше... Ова полошо не може. А видете, човек што нема ни еден продукт од Apple, има не, имам само едно кабелче од Apple. Од Samsung не направи. Ајде, не знам, ова го нацртав. И ова е уба. Да. Ова. И ова мандалото не е лошо реално. Ова е вино со јаболка вајда зелени, И ова не е лошо. а ова Ова е лошо. Ова е лошо. Од ова се плашам. Значи ова лице се плашам. А може и вас да ви имам цртано, не знам кои се овие луѓе тука. Дали рандом имам цртано нешто или се вистински луѓе, немам појма. Ние завршивме гледаме цртежи, а имавме намера да ја местиме масата. Ова е убо. Ова е Пикасо. Вака Пикасо мислам дека црташе. Ова music. Ова не е лошо. Ама ова е од интернет сигурно гледано. Лошо. Да видиме реални. А ова не знам што е. Ова е јако. Ова е демек илузија да ти Ова направи. е јако, ова е јако. Ова не ми прави илузија ни 1%. Мене јако миричи. Ова е совршено. Рибите ко ред да чекат. Гледај сега, види бе. Ова го црташ и после гледаш вакво, Ова иначе Ова е колку толку убо нацртано. ова го цртав јас, ама ова е базирано на вистинска личност. Ова не личи баш на личноста што јас ја цртав, ама беше со намера да ја нацртам личноста што ја замислив. Сваќаш? Ова се некои фигури, не знам што имат. Арно е ова. Не е лошо, со сенки демек. Ама не се баш добро направени сенките. Ова ме интересира шо е. Ова да ти кажам и мене ме интересира што е. Ова. Не знам што била целта. Толку јако ама. Ама има триаголници ама некои. шо е? Ова е јако триаголник, во него триаголник, уште еден триаголник. Ова го цвеќе личи малце. Не ти личи го цвеќе? Не. Цак и цвеќе. Аха, да, ама со некои други фигури. да. Сваќам. А ова, понадиен. гледај со крстени на крајот дебнува. Знам кој е ова. Имаше застанато човек и требаше ние да го цртаме како е, во која положба е застанат. И овде дебнуваше и јас го нацртав кај што дебнува. И со ноце да видиме. Најсимпл way да нацрташ ноце. Дрвца. Дрвца, некоја планина. Онака ова, кој ќе ти речат нацртај цртеш, мене ми иди секогаш ова да да, нацртам. име. И сонце да нацртам исто Овде, ми иди. ама вака овде како сонце, изграј сонце. Да, може и така, од планините демек излегува. И овој цртеж е празен. Малце влакно има.
Тоа е дел од цртежот. Да. И ова како е скинат тука. Ова во арт музеум кога донесеш може милион. Да ти речи некој, ова го нацрта да речеме тој и тој уметник. Онака ќе вреди 5 милиони долари. Ќе види вака скинато, малце влакно и кога ќе Да. ќе од други леле колку има филингс. Да, онака емоција ти внесва. Каква емоција има на цртежот, види ова влакното значи тоа и тоа, ова скинатото значи дека срцето му се Да бе, скрши. го држал вака листо, се спремал да црта, кигнал и го скинал листо и цела приказна направија и ова сега вреди 5 милиони долари. Иначе да, ако сакате можам да го продавам ова, Не мора за 5 милиони. Не, можеме за 5000 денари го продаваме. Еден примерок во цел свет е ова реално. Онака не можеш на друго место да го најдеш Ова ова само оригинално кај дело. Буквално, и ту рандом најден од пред 2 години е, со историско значење исто така. И овие само кај тебе можеме ги најдеме. Буквално. Мислам дека е време да продолжиме со преместување на работите. Тука има премногу кабли како што може да видите. Например, исто така можеш тука да го најдеш парето што ми се има паднато. Втора година со ред ми се паѓаше парето. Едното паре го снема, изгледа буцко, го има земено. И го турна еднаш на земја. Едното паре. Значи овие пари ќе си седат овде. Залепено е за. Дали? Да, немој да се тргне. Зошто е залепено? Ај пробај подприја глата и кажи дали е стварно добро или не. Ќе ми се смачи, не ми вака. Како те бенди сме. Брако. Го имам практикувано доста овој гаджет. На некоја фирма му продажи зума. Треба. Купат жими се. После 1 сат работа можеби, тука расчистуваме. Лаптопот го исклучивме, можеме да го превртиме, бао колку има прашина тука. Сега и него ќе го забришиме тука малце. Како Глеј, ама има. гаста има. Ама ова е кругот од кулерите, Да, и бе. тука се собира прашината. Глеј, ова можеме да го отвориме, ми се чини. Гледаш, нема штрафој, не ги имам извадено штрафоите. Ете го, чекај. Окей. По. Не се гледа нешто многу на камера, Ама сунце. ама бајги излегва прашина. Види колку има прашина на А ова. сај ќе го издувам и него. Бе, пса. Ова може да не кошта многу Мислам пари дека- ако се деси. Не треба така да му праш. Не бе, ќе излеси. Држи го, те молам. Да видиме дали ова ќе успееме да го изчистиме. По. Не е можно го има прашина. Види колку прашина излегва. А го чистев кога менва фрамот пред неколку месеци, пред 2. Одлуката е донесена, телевизорот ќе го сега како да тргнам. Чек. Колку е тежок. Можеш сам. Да. Ајде до макине. Ајде да видиме. Добро, мислам дека види сега колку полмок испадне овде. Раче не треба и звучниците да дојдат тука. Охо. Нешто вака ќе треба да дојдат. Чекај малце. Тука има еден тон кабли. После мали измени тука се унапредуваме во работата, односно има некој прогрес, напредок. Од тука треба да исклучваме инкуп работи, треба ова да се изваи за почеток, можеме да го изваиме. Сега влегвам долу во подземјето. Во визба си сега. Во изба сум моментално и пробам да го најдам полначо. Еве го полначо. Овие слушалки не знам кај да ги клам, не се во функција баш. Кај да ги клам овие? Кај што нема да ги отворам никогаш. Се е излепено тука, како што знаете, со мојата импровизација. Ова шо е? Значи ако отргна може бомба да пукне, не знам за што е овој кабел. Техники. Значи гледате, еден продолжителен кабел. Ова е уште еден продолжителен кабел. И оној е уште еден продолжителен кабел. И уште Еден куп продолжителни кабли. Иначе се прашувате зошто е излепен со изолир. пак некој Јас го расипав, ми пукна пред мене. Мерев нешто Како ти и ги пукна? спои двете жички по свет. Леле. И паднал се го рачу, јас се чудам. Компјутер се си исклучи. Ама не, ми текна одма дека осигурачот паднат. Види колку прашини има. Не знам како се собрало толку. No more прашина. Овде има исто лепилот, има импровизации, леле кај го извев. Добро, тоа потаму ќе средиме, сега да се справиме со звучниците. Дечки, се е средено. Така е. 4 сати местиме правиме тука се, ама мислам дека не е скроз готово, ама е скоро. Ама за сега е
pretty nice. Камерата нешто престана да функционира, така да се префрламе нова GoPro. Треба да се отстрани ова маса. Со ова импровизирано масиче. Гледам, уште држи. Да се каша Не може да се държи. прави. Нема, дефинитивно нема. Леле бе, Буцко. Буцко се плетка во работите. Чек. Еве го. Од денес, тука ќе си пак. Како е тоа возможно? Да го уклучиме компјутерот, дали ќе проработи? Ќе работи. Не се уклучува. Не се зафркава. Не, Не бе. пој ги задржи или? Да не. Не знам, не ќе се уклучи компјутерот. Зијан. Што може да е проблемот, поимаме? Да не е нешто до продолжителниот кабел. Може да е. На смислам дека ќе проработи сега. Јас се молам да проработи. Многу го оптеретува. Дечки, не е за фраканцијата што не работи компјутерот, стварно не ќе се уклучи. Се е под контрола, само лаптопот не е под контрола, односно ако лаптопот не е под контрола, ништо не е под контрола. Ќе бараме чаре. Абе не ме зафркава и уклуче. Абе како уклуче? Ако некој ме праша во што беше проблемот, појма немам. Не знам. Господи, помилуј. Многу убава блуза ова. Иначе, јас кога што знам, на ib.mk Instagram профилот може да се купи. Конечно, тука се е во функција. Прво не се уклучуваше лаптопот. Го направивме некако лаптопот, после тоа не се читаја тастатурата и глувчето. Некако и тоа се направи. После звучниците не работеа. И тоа се среде и после нешто, не знам зошто се губеше екранот, покажуваше некој бој, видовте снимка, што беше поентата, немам појма и зошто тоа се случи.